Другар председател, обичај во разговорите што се водат на календарски меѓници, да се рекапитулира, да се прави биланс, да се оценува изминатиот период, пред се затоа за да се имаат појасни видици за предстојниот. И токму затоа ние првото прашање го подготвивме во оваа смисла. Имено во годинава што останува зад нас, председателството на Социјалистичка република Македонија во рамките на своите надлежности и задачите, во својата работа посебно внимание им посвети на тековите на општествено-економските односи и развојот. А знаеме сите, 1979 беше извонредно тешка за стопанисување, му донесе буквално на целиот свет големи тешкоти, потресувајќи и посилни економии отколку што е нашата, југословенската. Зајакнатите кризни движења во светското стопанство ги усложнија прашањата од остварувањето на нашиот планиран развој и по-конкретно битката за економска стабилизација ја поведовме во многу поизострени, посложени услови. Затоа ве молиме за вашето резиме на годинава што изминува, на 1979, имено да ги посочиме во разговоров постигањата, остварените резултати, но и тешкотиите и проблемите со кои што се среќававме. И во оваа година, што изминува, наспроти сите економски тешкоти и проблеми, од објективен и субјективен карактер, постигнати се значајни резултати. Во основа се остварува планираниот општествен и стопански развој на Социјалистичка република Македонија, благодарение на напорите на работните луѓе и на нашиот самоуправен социјалистички систем. Значајно е зголемено производството во вкупното стопанство и како резултат на тоа општествениот производ по жител изнесува повеќе од 33.000 динари. Остварени се планираните промени во структурата на стопанството, постојано зголемувајќи го учеството и позитивното влијание на индустријата и посебно во неа на енергетиката, производството на опрема и трајни потрошни добра, потоа на хемиската индустрија и индустријата на преработка на земјоделски производи. Во земјоделството остварен е позабрзан развој на сточарството и е зголемено производството на интензивните култури, оризот, пченката, индустријските и градинарските култури и овошјето и грозјето. Исто така, зголемена е продуктивноста на трудот со над 3%, а вработеноста на општествениот сектор со над 4%. Паралелно со ова, со остварените инвестиции, проширена е материјалната основа на трудот, зголемен е животниот и општествениот стандард, остварен е натамошен развој на општествените дејности, како и на стопанско недоволно развиените краишта и друго. Се разбира, резултатите би можели да бидат многу поголеми, доколку не беа присутни сериозни, објективни и субјективни тешкоти и слабости во стопанисувањето. Не се остварија предвидувањето за поголемо јакнење на квалитативните елементи на стопанисувањето. Поцелесно користење на капацитетите, повисок степен на современа организација на производството, порационално користење на суровините и работната сила, подоследно остварување на политиката за расподелба на општествениот производ и доходот, поголемо користење на знаењето и на научно-истражувачките резултати, поголема лична и општествена дисциплина во работата и така натака. Од објективните тешкоти, освен проблемите што произлегуваат од самата структура на материјалното производство во Републиката, централно место зазема негативното влијание на меѓународните економски движења. Како што е познато, се повеќе се влошуваат и услужнуваат условите и состојбите во светското стопанство. Тоа силно е потресено од големите противречности во него, кои произлегуваат од неравноправните економски односи меѓу развиените и земјите во развој, односно на развиениот север и неразвиениот југ, на затворањето во економски групации и ширење на заштитниот протекционизам меѓу нив, на нараснатите проблеми со енергијата и посебно со несопирливиот пораст на цените на нафтата, на несразмерните оптеретувања поради вооружувањето и така натаму. Сето тоа има своји неповолни рефлексии и на нашето стопанство, кое е отворено према светското стопанство, зашто нашата земја остварува широки
и развиени економски односи со многу земји во светот. Тие негативни влијанија се одразија во создавањето на тешкотии за остварување на нашиот извоз и пласман на производите, во зголемувањето на цените на производите што ги увезуваме, на заострување на конкурентната способност на нашето производство, во зголемениот негативен дебаланс во трговската размена и така натака. Сигурно, друга Расов, во 1980 година, во годинава што е пред нас, глобалните услови за стопанисување и во светот, и кај нас нема да бидат подруги. Сите показатели упатуваат на тоа. Па термините какви што се поголема продуктивност, извоз, штедење, особено енергија, стабилни цени, реални инвестиции, за нас остануваат во фокусот на актуелноста, во нашата преокупација, мислам. И во таква ситуација, според вас, кои битни задачи нам ни престојат? Оние што можат да се решат со системски мерки и оние што се однесуваат на субјективните сили во стопанисувањето, зашто остварувањето на планот во идната година, динамизацијата на стабилизациониот напор во престојните 12 месеци се особено важни, бидејќи со 1980 година завршува едниот среднорочен план и потоа почнува другиот предстојниот. Проблемите и тешкотиите во стопанисувањето се пренесуваат и во новата година, а некои и се заоструваат. Тоа е положбата во која се наоѓаме, зашто и покрај вложуваните напори и мерки за постабилни услови на стопанисување не се отстранети основните причини за кои веќе стана збор. Сепак, во идната година влегуваме со зголемени можности и со крупни задачи. Можностите за подобри резултати реално се заснуваат на проширената материјална основа на трудот, на повисокото ниво на стопанисување, на новите кадри, на отстранувањето на воочените причини и откриените слабости во стопанисувањето и така натаму. Задачите се состојат во преземањето на широка општествена акција и решителни мерки во сите средини, за да се спречат и отстранат неповолните тенденции во стопанисувањето. Поради тоа, во 1980 година ни предстои одговорна задача, многу поорганизирано и подоследно да се залагаме за порационално и поекономично користење на нашите стопански можности. Ти напори треба да бидат многу поголеми на сите субјекти, почнувајќи од основните организации на Сдружениот труд до сложените организации на Сдружен труд, потоа на комората, банките, органите на сите општествено-политички заедници, на самоуправните интересни организации, на секој работен човек и граѓани. Се налага напорите да бидат насочени за поголемо производство и поголем доход, рационално користење на капацитетите, поголема продуктивност, штедење на суровините и репроматеријалите и особено на енергијата, економично инвестирање и нивно навремено ефектуирање, постабилни цени и така натаму. Посебни напори и мерки се неопходни за отстранување на неповолните тенденции во економските односи со странство. Неопходно е да се стимулира и зголемува извозот, а да се рационализира увозот, да се престане да се увезува се и сешто и да се врши секаде каде е можно субституција на увозот со домашни суровини, репроматеријали и готови производи. А намалувањето на дефицитот на размената со странство не само што треба да ја намали и задолженоста и зависноста на нашето стопанство од странство, туку и битно ќе влијае на економската стабилизација во земјата. А тоа е крупна и сложена задача. Рационалниот, односно намалениот увоз во однос на сегашниот обем не значи затворање и оневозможување да се увезува оно што е неопходно, туку свесен напор организирано да се бориме за поголем извоз и наедно увозот да се сведе на она што е нужно и рационално. Без создавање на соодветен однос меѓу увозот и извозот, условите на стопанисување во нашата земја уште повеќе ќе се усложнуваат. Исто така, мораме да бидеме поупорни за постигнување на усогласени односи во сето наше стопанство во идната година, зашто таа е последна година од тековното среднорочие и ќе представува заокружување на статната база на следниот среднорочен план. За тоа е неопходно
со мобилизирање на сите субјективни сили да се постигнат такви односи кои ќе придонесат да стивнат инфлаторните движења, да се создадат поусогласени односи во размената со странство, како и во расподелбата на општествениот производ и доходот. Нужно е средствата за општа и заедничка потрошувачка во целина да растат побавно од порастот на доходот. Истовремено, реалните лични доходи во стопанството не би смеело да растат повеќе од порастот на продуктивноста на трудот. А личните доходи во општествените и други дејности би морало да се реализираат за неколку поена помалку од порастот на личните доходи на работниците во материјалното производство. Со други зборови, мораме повеќе и подобро да работиме и помалку да трошиме. За остварување на утврдената политика мора да бидат одговорни сите општествени субјекти. Тоа се однесува на секоја самоуправна организација и заедница, на сите општествено-политички заедници и на секој работен човек. Зашто тоа е битна предпоставка за смирување на цените, за поголем извоз, за поквалитетно стопанисување и подобрување на економската положба на организациите на здружен труд. Според тоа, побавниот пораст на инвестиционата, општата, заедничката и личната потрошувачка станува императив за остварување на политиката на економската стабилизација. Другар председател, нашиот напор за материјалниот развој на општеството на земјата тече истовремено со заложбите за доследно и пошироко продолжување на развојот на социјалистичката самоуправна демократија. Впрочем, обете битни преокупации меѓу себе се зависни и се предпоставки за развојот и на едната и на другата. Имено, прашањево би било до каде сме во развојот на социјалистичките самоуправни односи, по-конкретно речено, да поразговараме за достигањата во освојувањето на широките простори што ни ги отвори Законот за здружениот труд. Во процесот за остварување на духот и интенциите на уставите и Законот за здружениот труд, постојано се изградуваат и развиваат, земено во целина, социјалистичките самоуправни односи. Видливо е дека постојано се развива свеста на работните луѓе, дека без развитокот на самоуправните општествени односи не би можеле да постигнуваме такви крупни резултати во сите области на општествениот живот, како и ги постигнуваме. Самоуправното организирање на работните луѓе во здружениот труд врз основа на Законот за здружениот труд овозможува се пореално да доаѓа до израз и да јакне нивната самоуправна положба и улога. Како резултат на тоа, работните луѓе се поуспешно ја остваруваат својата улога на слободни и равноправни управувачи со трудот и со резултатите на својот труд. Несопирливо, постепено, но сигурно, се афирмира одлучувањето на работниците во основните и другите организации на здружен труд за своите неотугиви права, односно за располагањето со доходот и расподелбата на личните доходи, за развивање на доходовните односи, за уредувањето на меѓусебните односи во трудот, за планирањето на сопствениот развој, за здружувањето на трудот и средствата, за остварувањето на слободна размена на трудот, во задоволувањето на личните и заедничките интереси и потреби и така натака. Меѓутоа, присутни се и недоследности кај поедини организации на здружен труд во развојот на самоуправните односи, кои непосредно или посредно влијаат на зголемување на тешкотиите и услужнување на условите во кои работиме, би рекол, во кои и живееме. Само да напоменам, самоуправувањето понекаде повеќе формално се остварува, а стварното учество на работниот човек во управувањето и одлучувањето е запоставено. Се уште, тука или тамо, определени сили, бирократски, технократски, догматски, либералистички и други, во организациите на здружен труд ги узурпираат самоуправните права на работните луѓе. Недоволно се разработени, односно конкретно не се дефинирани односите во расподелбата на доходот и личните доходци. Недоволно се остварува процесот на самоуправното здружување на трудот и средствата. Има појави на сериозно нарушување на меѓучовечките односи, што негативно се одразува на работата и слично. Се разбира, социјалистичките самоуправни односи какви се поставени со уставите
и разработени со Законот за здружениот труд, не се остварливи наеднаш во сета своја севкупност. За нив мораме секојдневно упорно и доследно да се бориме, надминувајќи ги објективните и субјективните тешкоти и слабости. Тоа е процес кој со постојано залагање и конкретно барање на соодветни облици и патишта ќе го развиваме и поставената цел ќе ја остваруваме. Основите за тоа се поставени и широко развиени во досегашниот наш општествен развиток. Тие базираат на непосредниот материјален и морален интерес на работниот човек, за што потполно задоволување на своите лични, заеднички и општествени интереси и потреби. На тие основи почиваат и се градат односите и расте доминантната улога на работничката класа во нашето општество. На планот на натамошниот развој на самоуправните социјалистички односи, секако напорите на субјективните сили и на секој работен човек треба да бидат насочени кон доследно остварување на основната и мощна актуелна идејно-политичка и општествено-економска определба, работничката класа да овладее со целината на општествената репродукција. Битна предпоставка за тоа е постојано да се подобрува и развива самоуправното одлучување на работните луѓе во здружениот труд, како и поголемо општествено внимание и ангажирање да се посвети на изградувањето и развојот на делегатските односи на сите нивоа и во сите области на општествениот живот. Значајно е работните луѓе, нивните делегации и делегати да станат вистински носители на одлуките за користење на средствата во целокупноста на односите на општествената репродукција. Другар председател, дозволете сега вниманието на нашите слушатели и на гледачите да го задржиме и на посебно значајната општествена акција на уставното определување и потоа оживотворувањето на иницијативата на председателот Тито за колективно работење и одговорност, откако таа толку општонародно беше прифатена како уште еден голем чекор кон јакнењето и развојот на нашата социјалистичка самоуправна демократија. Титовата иницијатива и предстојните уставни промени, кои во идната година треба да добијат конкретно нормативно определување, ќе овозможнат подоследна примена и натамошно развивање на колективната работа, одлучување и одговорност. Постојаното унапредување и развивање на овие начела е непосреден израз и потврда на континуитетот на развојот на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување, кој во сите етапи од изградбата на нашето општество е во функција на социјалистичките самоуправни и општествено-економски односи како реална основа за самоуправната положба и улогата на работниот човек. На денешниот степен на општествениот развој, доследната примена и развивање на колективната работа и одговорност ќе значи натамошен развој на социјалистичката самоуправна демократија, со збогатување и развивање нејзините основни содржини, поуспешно функционирање и остварување на суштината на делегатскиот систем, односно работните луѓе и граѓаните да станат основни носители на самоуправното и демократското одлучување за посебните, заедничките и општите интереси. Јакнење на личната и заедничката одговорност во работата и општественото одлучување и натамошна демократизација на кадровската политика и ширење на кадровската основа. Овие квалитети во општествено-политичките односи истовремено ќе овозможат и обезбедат и поуспешна и поефикасна борба против појавите на бирократско-технократските узурпации, на самоуправните права на работните луѓе, на лидерство, кариеризам и други негативни тенденции во нашиот општествен живот. Остварувањето на овие интенции и определби го изразуваат сето значење на задачата што ни предстои во предстојните уставни измени и во напорите за нивно доследно оживотворување. Председателството на Социјалистичка република Македонија Другар Арсов редовно работи и врз прашања од богатата неврзана надворешно политичка активност на Југославија. Имено председателството веќе донесе ја истакна потребата од пошироко вклучување на сите потенцијали во Социјалистичка република Македонија во остварувањето на задачите што ги има Југославија
од одлуките на самитот на 6-та конференција на неврзаните земји во Хавана. Истовремено, во годинава што изминува, Југославија беше многу активна, вложи значајни напори во контекстот на незината трајна определба да ги развива односите со соседните земји. И наедно со ова можеме да рекапитулираме дека во 1979 година македонскиот народ и народностите што живеат заедно со него во Социјалистичка република Македонија излегува пред светот пошироко со своите достигања, почнувајќи од достигањата од нивното творештво на економското поле, во областа на културата, науката, уметноста, па се до успесите на нашите спортисти, и со тоа така себе си донесува на тамошна афирмација во светот и на своите потенцијали, а наедно и на односите што владеат во нашево општество, каде е овозможен слободен развој на секое творештво на сите работни луѓе. Имено прашањево би го резимирал кратко. Какво е вашето мислење за целиот овој комплекс, односно би го нарекле ние и светот? Решителното потврдување на изворните принципи на политиката и на движењето на неврзување, за што особено се залагаше другарот Тито, без сомнение е голем успех на неврзаните земји со далекосежно значење. Несопирливо се шири сознанието дека политиката на неврзување е незаменлива предпоставка за поправедни политички и економски односи во светот, за решавање на актуелните меѓународни проблеми и за мир и општ напредок во светот. Доследно и достојно на својата улога што има нашата земја во движењето на неврзување, Социјалистичка федеративна република Југославија и Социјалистичка република Македонија во неизини рамки веќе целосно и сестрано пристапува кон подготовки и разработка на мерки и активности за остварување на одлуките на 6-та конференција на неврзаните земји во Хавана. Во односите и соработката со другите земји, основата на нашите односи со другите народи и земји во светот се принципите слобода, независност, интегритет, равноправност, немешање, неврзување и борба за мир. На таа основа ги градиме и развиваме односите и со соседните земји. Услов за добра и трајна соработка е почитување и доследно спроведување на овие начела во односите со сите земји. Илузорно би било кој да очекува дека може да се развиват трајно такви односи врз некакви други начела. Тоа би значило повреда на нашето неприкосновено право на слобода, независност и равноправност, на она што е основна придобивка на народно-ослободителната борба и социјалистичката револуција, на она кое денес постојано го продолбочуваме и развиваме во социјалистичкиот самоуправен развој на Југословенската државна заедница на равноправни народи и народности. Социјалистичка република Македонија како неразделен дел на Социјалистичка федеративна република Југославија постојано дава свој соодветен придонес во остварувањето на споменатите начела на надворешната неврзана политика на Југославија во соработката и односите со другите земји во светот. Ни вложуваме напори односите со непосредните соседи да се развиват во сите области. Свесни сме дека тоа е патот за подобро запознавање и вистинско меѓусебно почитување. Како резултат на тоа, и во 1979 година македонскиот народ и народностите што живеат во Социјалистичка република Македонија пошироко излегува во светот со своите потенцијали и творештво на општествено-економски план, на културно, научно и спортско поле. Афирмирајќи ги своите постигања и вредности на севкупниот општествен растеж што го доживува и остварува Социјалистичка република Македонија во социјалистичка самоуправна неврзана Југославија. Излегувањето пред светот со нашите материјални постигања, со нашето културно и научно творештво, всушност значи натамошна вистинска афирмација на националната самобитност и идентитет на македонскиот народ, на самоуправните општествени односи во кои постојано се остваруваат и шират димензиите на човековата слобода, на братството и единството, и равноправноста на македонскиот народ со албанската и турската народност во Социјалистичка република Македонија,
како и со другите југословенски народи и народности. Истовремено, тоа е и најдобриот пат за решително разбивање на се можните невистини и шпекулации во врска со нас, со нашето постоење како нација и држава, со нашата историја, со нашата сегашност и иднина. Слободното живење и постојаниот сестран обштествен развој на македонскиот народ и Социјалистичка република Македонија е неразрушива основа за нашата иднина, за остварување на големите идеи за кои секидневно се бориме и ги остваруваме, самоуправувањето и ослободувањето на трудот и човекот. Равноправноста и почитувањето на националниот идентитет на народите и народностите во светот, добрите односи и разбирање меѓу народите и државите во светот. Другар председател, дозволите на крајот од разговоров и прашање за нас, работните луѓе во средствата за јавно информирање. Имено, како гледате на тоа, како ги остваруваме нашите задачи во сите општествени преокупации, и во битката за стабилизација, и во напорот за развој на самоуправните односи, во зацврстувањето и продлабочувањето на братството и единството, во афирмацијата на нашата неврзана, самостојна надворешна политика? Средствата за јавно информирање се одговорен, самостоен и мощен влијателен општествено-политички фактор во нашиот самоуправен развој. Тие широко и успешно ги информираат работните луѓе и граѓаните за достигањата, напорите и проблемите од основните самоуправни организации и заедници, општините, републиките и покрајните и нашата земја во целина. Па до настаните во светот и меѓународните односи. Во нив, со сето значење наоѓаат место и крупните достигања, но и проблемите со кои се судираме. Нивната сила е и секогаш ќе биде во објективното, потполното и навремено информирање на работниот човек. Паралелно со тоа, тие се повеќе мораат да ја развиваат својата критичка мисла против пречките и слабостите во секојдневните напори за развој на социјалистичките самоуправни односи, за остварување на интегралната и доминантната улога на работничката класа за постојано развивање на нашата револуција. Според тоа, општествено ангажираните средства за јавно информирање даваат свој значаен придонес во надминувањето на тешкотиите, слабостите и проблемите кои се појавуваат во динамичниот социјалистички самоуправен развој на нашето општество. Успешно влијание на средствата за јавно информирање секогаш е условено од тоа колку реално и успешно информираат и ги изнесуваат вистинските состојби и проблеми. Вистината најсилно делува. Нам не ни е потребна никаква сензација ни лакировка. Храбро и упорно треба да се настојува секогаш вистината да дојде до израз. Сметам дека за такво место и улога на средствата за јавно информирање се залагаат работните луѓе што работат во нив и бележат позитивни резултати. Секако нужно и натаму да продолжат нивните напори во тој поглед. Можам само да им пожелам и натаму да постигнуваат уште позначајни резултати. Ви благодарам, другар Арсов, за разговоров и за пораката од името на слушателите на Радио Скопје и гледачите на телевизија Скопје. Исто така и вам ви благодарам и јас. И ја користам оваа прилика на сите работни луѓе и граѓани на Социјалистичка Македонија да им ја честитам новата 1980 година.